Почитувани гледачи, почитувани земјоделски производители, добро дојдовте во ново издание на Агроспектар, вашата емисија која што редовно ве информира и едуцира за квалитетно земјоделско производство. Цените за откуп на винското грозје ги објави најголемата винарска визба во Македонија, тиквеш 12 и 16 денари за винското грозје. Лозарите незадоволни од оваа цена, винарската визба очекува околу 2000 договори со земјоделски производители за откуп на винско грозје. Дали оваа најава на стартот на бербата ќе значи и повторно проблеми со откупот и откупната цена, останува да покаже времето. Кога сме кај времето како фактор во земјоделското производство, и таму лоши состојби. Чести врнежи од град, пороен дожд и големи штети во земјоделското производство и покрај дејствувањето на службата за заштита од град со засејување на градоносните облаци. Ке го анализираме ова во ова издание на Агроспектар. Бидете со нас. Професоре Вучков, добро ни дојдовте и во ова издание на Агроспектар. Добро ве најдов вас и редовните гледачи на КТВ телевизија. И тоа е добро што рековте, сега да се прават договори за некакво производство е абсурдно, бидејќи она што често во емисиите го збориме дека времето е значаен фактор, затоа почнуваме и оваа емисија, токму со тоа и турбуленцијата која имаме и која предстои, бидејќи долгорочната прогноза зборува тоа, значи и би рекол слободно недоволната спремност за делување со ова нова методика предизвика да ние оваа недела која е зад нас, Струмичко, Колешино, Зубово, Мокрино, Мокриево, Габрово, тоа се најголемите производни реони со лубеница. И лубеницата мора да кажам дека е преку 90% уништена, бидејќи имаше веќе големи плодови кои ги открија пред неколку дена луѓето и сето тоа е уништено. Сега доаѓаат луѓето, презивам мерки на отстранување на оние оштетени плодови, бидејќи тие влечат храна, а тако плод е ненаменет за пазар. И сега тек се случува да тие направат чистење на растенијата од тие оштетувања, па новото потерување, бидејќи сме од стручно практичен аспект уште сигурни дека може да имаме уште потерување, цветење и така натаму, вториот цвет и така натаму, па се надеваме дека ќе биде тоа сепак ублажено. Но моje лично видување по однос на времето кога сме и можам слободно да ја кажам, јаката турбуленција која имаме со набој на градобитни облаци од една страна, од друга страна слободно ќе кажам и недоволната организираност на службите кои рекоа имаат 3 авиони, кои тука дење или ноќе не е важно, важна е следливоста. Таа следливост нас не мачи и во лозарството со заштитата. Наместо следливост и одредување на правите моменти на третирање за пламеницата, пепелницата и така натаму, таа дојде го направи инфективниот процес, ние после прскаме со многу препарати. Истото нешто сега. Наместо следливост при формирање на облаците да биде будноста во 3 смени, затоа што во Струмичко градот падна во текот на ноќта. И тоа во викенд. Одговорот беше од УХМР дека авионите не се способни да летаат во ноќните часови, најверојатно поради безбедносни мерки. Видите, ова алиби јас не го прифаќам, бидејќи авион не наменет за ноќна интервенција, кога се знае дека му е таа функцијата, тоа е само формално алиби. Во Лозово исто така големи штети, таму 3 дена поред имаше врнежи од град и земјоделското производство е речиси целосно уништено.
За среќа тиквешијата засега избегнати се тие градоносни облаци, меѓутоа она што велите дека долгорочната прогноза загрижува, ајде да се надеваме дека град нема да дојде. Сега за викендот ние очекуваме пак турбуленции со многу јаки врнежи од дожд и град. И повторно државата ќе треба да плаќа штети, нели треба земјоделците веќе да научат дека треба да си го осигуруваат родот? Осигурувањето за мене е формална работа. Од кога настане штетата, осигурителниот завод или организација ќе земе од некој кој не е паднал град, ќе го даде на тој што има штети. Ние треба да имаме превентива, тоа е добра методик со засеување со сребрениот дит. Но тука мора таа екипа, да ја кажам, во 3 смени сега во градобитниот период, во 3 смени да работи, значи утринска смена, втора и трета смена, а не сега немавме фарови на авионите и затоа настана штетата е настаната. Сега колкава штета имаме? Ние ова година од Колешино буквално Бостан, Рам Бостан нема да има. Затоа што бев на лице место, врши некоја проценка таму и мерки што да преземат луѓето. Тоа е трагедија каде што од Семка под полиетиленско платно го има гледано и само пред 3 дена го има расширено Бостанот, веќе со лубенички и сега градот дојде. Ако беше градот пред откривањето, полиетиленското платно ќе заштитеше колку толку. Затоа што големината на градот во Лозово ми рекоа дека е големина на орев. Имаше и големина на тениски топчиња Охридско, значи тоа е сепак... Значи, тоа се облаци кои се стварат. Тука имаме метеоролошки завод, кој каде што има и таму пренатрпаност на луѓе. Има и млади деца кои се способни за тоа. Мора да најдат начин да тие деца се специализираат и преформирање на таквите облаци да делуваат на спречување на таквата штета која е кобна. И јас молам Бога да кавадаречко гледам оти е чисто, сега оплодувањето веќе ево ек, некои сорти се веќе прецветани и сега кај нив преостанува она најквалитетен чин на заштита со системични препарати за пепелницата, пламеницата, гроздовиот молец, еската, фомопсисот и така натаму. Значи, тука се ствара елан да производителот и троши. А ако дојде градот и уништи гроздот сега и најчувствителен, и ластарот и гроздот, тука штетите не може да бидат надокнадени, бидејќи се толку големи. Каква е хидроложката состојба? Имаме врнежи од дожд, меѓутоа тоа се поројни врнежи кои што освен поплавување и некои поголем ефекти нема. Имаме енергични, турбулентни формирање на облаци. Еве некои минатата недела во Струјмица заврна 50 литри по метар квадрат. Во краток период. Не само во краток период, туку во и одредена зона, на само 2 километра од Струјмица, кај Хамзали, таму кај што е 1600 хектари лозие Хамзали и Струмичко поле, немаше една капка дожд. И они се мола, викат, подобро и што не дојде тоа тука, бидејќи градот дојде од таа страна, од кај Зубово, од кај Колешино, и таму направи пустош, прав пустош. И Бостанот, тој Бостан, дел од луѓето веќе го извадија, најлонот го изора, вика, од него не очекувам ништо. А има 15-20 декари Бостан, имаше веќе лубеници толкави. Тоа е голема штета. Но, ние сега го збориме, времето е непредвидлив фактор, према кој сакал или не производителот, треба да се прилагоди. И прилагодувањето од државно ниво, кога збориме,
сега метеоролозите и министерот употребивме тоа. Што и да си употребил, кога зубово нема да скине една лубеница и колечино, тоа е се џабе што си употребил. Значи, тука недостасува стратешкиот пристап, следливоста на облаците. Ве молам, Македонија не е Калифорнија. Ние имаме 3 пункта, откаде што целата држава се следи при формирање на облаци. Само треба знаење И задействување. и действување на време за санкционирање на таквите нешта. Затоа што сега фама се разбива дека таквото засејување го терал дождот. Да, многу од земјоделците стравуваат и дека дејствувањето на авионите прави и друга штета со тоа што нема врнежи од дожд, меѓутоа имаше од Духамара стручно објаснување дека дождот напротив градоносните облаци и градот се претвора во поголема количина на вода. Точно така. Да ја отсликаме и состојбата на теренот, што е она актуелно во овој момент, на што треба да се внимава покрај оние временски неприлики, на што друго треба да се насочат земјоделците. Во оваа состојба дождот во секој случај е добро дојден, бидејќи ние подолг период збориме дека хидролошката состојба во Република Македонија е на многу лошо ниво. Сега, ова јавување на врнежи на дожд наместо тих пролетно-летен преводен дожд со 40-50 литри по метар квадратен, но ефикасен дожд. Што дел ќе влезе во почвата, дел што ќе излие, ќе оде во брани и така натаму. Ние наместо тоа имаме од година на година, за жал, се поголема деформативност на временските прилики. Урагански ветрови, па ако ви кажам дека минатата недела кога заврна градот, кога дојде, тоа како да доаѓаше од негде некоја јака енергија. И подред се тераше со голема брзина, со град и така натаму. Јас ни во кој случај нема да ги оправдам оние алиби состојби кои ги декларираат челните луѓе, бидејќи ние, еве сега и со диагностичка служба, ние немаме во лозарството диагностичка служба. Напредуваат ли болестите и штетите? Иако имаме сега една, ајде да ја кажем, заштита од Свети Петар. Кавадарци е читаво. Град нема. Штип пред 2-3 дена ми се јавија, не е пипнато со град. Струмица нема град. Велес исто така еден мал дел има фатено. Тоа е за сега така да остане, бидејќи лозата е во чувствителна фаза на прецветување. Квалитетната заштита која стручњаците треба сега да ја покажат, да не биде пак некоја алиби, затоа што минатата година пепелницата не превари, бидејќи има високи дневни температури и пепелницата оствари големи ефективни работи и имаше многу слаб квалитет на грози. И сегашната состојба, со мала почит кон струката, следливоста на лице место и локалното делување се важни сегменти за успех. Затоа што локално делување зборам, бидејќи во одредени локалитети дожд заврна за остварување на инфективни процеси. А фикомицетните габи, каде што припаѓа и пепелава и пламеницата, за нив тој дожд е добре дојден. И за 3 дена 4 го остваруваат инфективниот процес, чукнуваат на гроздот и завршена е работата со родот. Затоа сега е потребна будност и покрај најавите на локални врнежи од дожд, ние треба да имаме контрола врз винолозовите насади. Мене ми е многу жал, затоа што јас имам контакти со многу луѓе кои редовно ја следат емисијата.
И велат професор, јас веќе трет пат прскам. За кое нешто немало воопшто потреба. Да, Ти и тоа прскај. по традиција, така сега, е редот. Да, за сигурност, за тоа, таквите паушални работи воопшто не држат вода со оглед на она хаварија сега што случува со поскапувањето. Сега хранителните продукти се поскапија. Мислите дека хемиските средства нема се поскапат? Ѓубривата 1680 стана ѓубриво. И за мене е апсурдно веќе земјоделец да не знае во почвата што има и да стави раката во джеп да купи 5 врејки ѓубре. Значи, или има многу пари, или нема памет. Зошто? Затоа што не знае состојбата во почвата. Ако знае кој ѓубре фали, кој однос, азот, фосфор, калиум, манган, молибден, калциум и така натаму, тој ќе каже, аха, ми фали тоа, тоа и тоа, дај ми толку и толку од тоа ѓубре. Значи, тоа е смислен пристап. Пристап за економски оправдано производство. Се друго е. Што за жал во Македонија е уште мислена именка. Јас сега уселбите што ги правев, сега рано градинарите кои употребуваат ѓубрива многу интензивно, сега ги скратив на 50% помалку ѓубрива врз основа на анализа и тестовите што ги правим. И велат, професоре, ти ми спаси пола од издатокот што требаше да го дадам така. И друго, кога дадено некое ѓубриво во поголема количина, а нема потреба, се ствара антагонизам. Да го преземеме пример азотот. Азотот кога е во поголема количина во почвата, тој делува антагонистички на фосфорот и калиумот да не може да бидат употребени. И азотот како маса ја има, а гледаш рудиментирани цветчиња, плодчиња или немање на род или абортирање и така. Тоа е дисхармоничниот однос на исхраната. Тука има многу нешта што производителите грешат. Јас тоа во рано градинарите најмногу го манифестирам затоа што таму е интензивно производство. Пиперот, што ќе му дадеш, тоа ќе ти врати. И сега веќе тие свикна дека јас не мрдам без анализа на почвата, да знам што фали внатре, да го дадам тоа за да добијам квалитетна пиперка. Воспротивно, пиперката ќе биде рудиментирана, запечена, ако има вишок од некој друг елемент непотребен. И сите тие работи на теренот го мачат земјоделскиот производител. А ние со едукација на земјоделските производители не се занимаваме и го заборавивме тоа. И мора да кажам една вистина што треба доколку сакаме да представуваме држава. Едукацијата на производителот на храна кој разумно треба да користи ѓубрива, бидејќи голем дел од нив се токсични творби ако се во поголеми количини. Да користи препарати, од кој дел од нив се исто така отровни, каде со каренцата треба да се запазува. Да користи сорти кои не ги знае, како што беше случај оваа година, со непозната сорта се отишло, она била есенска, тој ја посадил пролетта и имаше дел од сортите цветење 50 фоли, 600 тона пута 30 денари и изгуби производител што имаше зилка. И вели, јас морам науката да ми каже која сорта е пролетна, летна, есенска и зимска. И за кој период одговара да го даде генетскиот потенцијал. Не може. Едноставно имаме неспремен земјоделски производител, а кога читам овие поглавија, кога тај Маричич го слушам и другите, се ежам, бидејќи сум на теренот со производителите, за нив е тоа фата Моргана и вика, што збори овој Маричич, за каде е спремен? Нека се заврне да дојде во селата, да виде 50%, 60% од младите се отидени, старите луѓе
што знаат од свое време, тоа го употребуваат. Едноставно, едукативниот дел, недостасува. спремноста на земеделскиот производител за европскиот пазар да произведува европски производ, ова власт, па и таа опозицијата, тие не размислуваат на тоа, дека за Македонија единствен излез е производство на органска или квалитетна храна, која ќе ја загорицкаме Европа, да каже да, Република Македонија е добар производител на храна, што го пласира на европскиот пазар за добри пари. А ние имаме веќе степен загрижувачки, намалени површини, трансформирани од родни во градежни, имаме неедуциран земеделски производител, каде Македонија мисли дека ќе оди. Тоа треба да се прашаат сега овие интерпелации што прават таму, што штрајкуваат во собранието, а зимаат по 2000 евро од нашиот грб. И прават циркус. Тој дом е свет дом, каде што таму треба да произлезат оптимистички работи за обичниот граѓанин кој ги избрал. Тоа не се да случува. решава. Токму во овој период ние ќе продолжиме и со она што значи едукација. Го најавувам прилогот кој што го доаѓа од лабораторија. Емисии кои се пред се од едукативен карактер, се трудиме да вградиме онаа што е најново, најинтересно, профитабилно и во секој случај полезно за земеделскиот производител. Навистина, фитофармацијата со својот еден интензивен скок направи многу за успешна заштита на растителноста на земеделското производство воопшто. И мора да кажеме дека овие нови работи секако импресионираат позитивно, пред се поради тоа што вградување на науката и трудење да се оди кон нешто кое има мала токсичност, голема корист за растението и успешно контролирање на некој чинител, дали е тоа од патогена природа или инсект кој причинува штета, со еден вистински пристап да ние веќе слободно кажеме дека фитофармацијата е сојузник на земеделскиот производител, но условно кажано кога тој ги почитува стручните совети и го имплементира и го применува средството во препишаната доза, концентрација и фенофаза од развој на растението. Тие предуслови, тие постулати во фитофармацијата важат за сите средства, а тука со најновите средства ние имаме веќе и фрапантно добри резултати, затоа што тука се става фокусот на она што треба да се примени, кога треба да се примени и кои резултати може да ги очекуваме. Бидејќи имаме специфични години, од година на година глобалните климатски промени праваат одреден чин на отстапување од нормалниот развој на растителниот свет. Понекогаш имаме бујна вегетација, зависно од температурите, зависно од режимот на исхрана, од временските услови, од релативната влажност на воздухот. Развојот на растенијата бувнуваат со една експанзија голема, каде што таквото нешто е опасност за одредени патогени. Ние од струката сакаме себеш еден континуиран, постепен раст и развој
на растението, со нормален пораст и потерување, со нормално цветење, нормално плодообразување и на крајот нормално зрење и берба. Но понекогаш се случува да ние имаме експанзија на брз развој на ластарите, каде што немаме диференцирани пупки за плодоносење и голем дел од производителите велаат, вика, професори, имам, вика, добар развој, но цветот или ми го исфрли, или немам доволно цветење и ред други работи што влијаат врз она за што се одгледува културата. А тоа е приносот, тоа е квалитетот и конзистенција на месото од производот кој го добиваме. Затоа, фитофармацијата, и не случајно збориме дека БАЕС секогаш со своите 10.000 доктори на науки, со своите навистина крајно професионални пристапи и ангажман на науката на највисокиот ранг, секогаш смислува работи кои се од интерес за производниот процес. И тој чин на ново, ќе го подцртаме, е вистината и за она новост во Регалис Плюс. А тоа е регулатор на пораст на јаболката и крушата како овочни видови. И јас би го нарекол регулатор на нормалниот пораст кај крушата, јаболката и други овочни видови. Зошто го зборам тоа? Затоа што таа нова, буквално иновативна формулација го регулира порастот на овие леторасти што може да стартуваат со јаки нодоси, со слаба диференцијација, со многу нешта кои делуваат негативно врз растенијето, каде што тоа иде на некоја висина и бујност, а покасно имаме сето тоа на уштрб на нормален чин на плодоносење, нормално стварање на плод и така натаму. Прохексадион калциум е активната материја која содржи регалисот. И што всушност се случува тука? Со апликацијата на ова новост, ние имаме еден внатрешен физиолошки чин на контрола на гиберелините, кои сите знаеме дека се оние основци за порастот и развојот на фотосинтетски и други активности, физиолошки функции во растенијето. Значи, таа активна материја ја успорува синтезата на гиберелините или контролира, да кажеме, синтезата на гиберелините и со тоа се намалува или заздравува нормален пораст на леторастите, нормален развој на диференцијација на папките, нормален развој с калциумот на структурата на леторастот, што е многу значајно во тој структурен дел да таа биде здрава, со добро диференцирана папка и на крајот нормална плутинизација. Во есенскиот дел, кога листот ја има одиграно својата функција, асимилатите се пребираат, користењето на регалисот овозможува нормално плутинизирање и навремено затварање на листот, папката кај што е, и тука тој паѓа природно. Што не е случај ако имаме интензивен пораст, див пораст, брз пораст, гиберелините не се под контрола и тука имаме доаѓање на слана, листот, асимилатите не ги собрал. Не се повлекле. Не ја добива она каротинска жолта форма. Не се повлечаваат асимилатите, хлорофилот. И тука папката може недиференцирана да влезе во фаза на зимување и тука с мали ниски температури, кога не се повлекени асимилатите, при малку пониски температури лесно доаѓа до мрзнење на таквите папки. Тука регалисот
ја игра главната улога за нормален пораст, контролиран на гиберелините, нормална диференцијација на папката, нормално злеење на ластарите и нормално затварање, влегување во зимскиот период на самото растение, на самата папка, ластар и така натаму. Значи се работи за една на вистина иновативна работа која заслужува внимание во овие наши емисии. А луѓето кои имаат насади од круши, од јаболки и други култури, тука може тоа да го почувствуваат каков хабитус при кроењето, при потерувањето. Хабитусот на самото растение го укажува тоа. Со јаки фотосинтетски процеси, со нормални нодуси, со нормална диференцијација на папка, нормални фотосинтетски активности, сето тоа е сведено во регалисот како новост која заслужува внимание. Што е значајно да кажеме? Што треба да се знае, бидејќи секое средство, ако не добие она вистинска форма, како да се примени, кога да се примени, во кои количини, во која фенофаза, тука може да се направи една штета по однос на несоодветна употреба, дали со концентрацијата, дали во периодот кога се прска, дали количината на раствор, време и така натаму. Значи, важно е за регалисот. Првата негова употреба треба да биде во фаза на цветењето на овошниот вид. Зошто баш тогаш? Зошто баш тога да се контролира гиберелините? За квалитетното оплодување, нормалниот трошок и не бујниот сегмент да доминира пред вистинскиот. Нема тука капење на цветот, паѓање на цветот, неоплодување, нема тука несоодветно оплодување, нема тука некоја прљава папка која не заслужува внимание и сите тие адути со само 1,5 литар килограм по хектар ние постигнуваме фантастичен резултат од првичниот чин на примена со нормалното оплодување и формирање на плодовите и нормалниот развој на ластарите. Не ластарот излегол или водобијата отишла 1,5 метар и тука ние имаме една дисхармоничност и тука имаме катастрофа во многу насади, тоа нешто сме го приметили и велат имам бој, а кл нема вика моето дрво. Значи, има многу ластари, водопи, се, а родот го нема и нема го тој нормален пораст на хабитусот на растението. Втората фаза. Значајно за за примената, значи вториот чин на нештата, и тоа само 2 пати треба да се применува и ништо повеќе, е во фаза на образувањето на плодчињата. Тие само со 1 килограм по хектар при развојот на плодовите ние веќе завршуваме со чинот на примената на регалисот во нашиот насад. Понатамошните заштити може слободно да се вршат, бидејќи тоа е една од карактеристиките негови, што ако го имаме фузикладиумот, ако го имаме гимноспорангиемото, ако го имаме ервинијата, ако имаме карпокапсата или така на, ние можеме слободно регалисот да си го употребиме, бидејќи тој е компатибилен при таквата примена. И во таа фенофаза од развојот на растението. И тука што имаме? Имаме еден ојачен чин и развој на нормални фотосинтетски процеси, нормална регулација на гиберелините со оплодувањето на овошниот вид, нормален пораст и нормален развој на нодусите и бидејќи веќе кога почне плодообразувањето, тука доаѓаме во оној цајтнот период, почнуваат
диференцијацијата на папките за наредната година. Тоа е веќе јули, август, како што е сега. Сега веќе ние имаме период на плодорастење, плодозрење кај рани сорти. Но истовремено растението веќе потполно е фокусирано со диференцијација на папките за наредната година. И до крајот на вегетацијата тие се со функционирањето, точно со тој калциум за кој сега збориме, со магнезиумот, тој постигнува еден фантастичен чин на правилна и навремена диференцијација на папките, кое нешто е итекако важно за одредување на родот за наредната година. Квалитетен ластер со диференцирани папки, со добра плотинизација на есента, добро, значи, зрење на ластерот, нормално паѓање на лисијата, сето тоа го обусловува регалисот како регулатор во тие внатрешни физиолошки функции пред се контролирајќи го гиберелинот. Значи, тоа мора да кажеме дека една права новост која нас од струката, од земјоделската струка која подлабоко сме влезени, мора да кажеме дека тоа е веќе еден навистина голем чекор кон она контролирање и постапка за добивање на квалитетно производство од кое производителот на тој овошен насад ќе биде крајно задоволен. Што ние постигнаме со примената на регалисот? Значи, ластерите кои тие водопии кои со летната кроење треба да се отстрануваат, но со примената на регалисот ние имаме од 30 до 50% намалување на тој див пораст, каде што масата излегува после тоа есента кога кроиме купишта излегува она џабе потрошена храна. Тука со тоа намалување на приносот се концентрира да таа храна влезе во просекот на плодоносењето, во квалитативниот чин на плодот и во нормалното зрење на самота примарна гранка, секундарни и родните гранчиња. Со тоа што се контролира, се намалуваат оние трошкови, како што реков, со кроењето, ние кај некои видови, па и јаболката вклучувајќи кога ја кроиме, 60 до 80% од гранките, од она што од вегетацијата се отстрануваат. При ова имаме редукција на таков див пораст и помали трошкови при самото кроење. И, што ако го премалку реков, сега го потенцирам, значи асимилатите целосно се насочени кон формирање на плодовите, нивни пораст и здрава конзистенција на месото со оние првични концентрации на киселини и покасно со фотосинтетските активности, трансформацијата на киселините во шеќери. Тоа е на вистина еден подвиг за регалисот како ново што го прави. Значи, формирањето на плодовите е фокусот на регалисот на хранливите материи, а не во оние леторасти кои подкасно, како што рековме, ги отстрануваме и мораме да ги за нив, а тие потрошиле веќе храна. Што генерално, иако го реков, пак ќе го потенцираме, што генерално се добива со примената на регалисот. Прво, и значајно, намалено е паѓање на плодовите. Нормално тука мора да имаме обзирност на тоа, дека паѓањето на плодовите, таа плотинизација предвремена може да биде од тој пораметен систем или неконтролирање на гиберелините и да стане тој абортус. Со примената на регалисот и регулирањето на таа работа, ние немаме паѓање на плодовите. Нормално со таа заштита мора да се внимава на
Фузикуладиумот мора да се внимава на карпокапсата, пример кај јаболката, на вентуријата и така натаму. Но тука регалисот е регулатор да ние немаме, од голем дел производители дојде, јаболката вика прецвета и 80% ми испаѓаа плодовите. Тука регалисот со таа контрола на гиберелините, тука ја дава вистинската форма на оној оптимален род, а покасно и квалитетен плод од одгледуваната култура. При користењето на регалисот и контролата на гиберелините се анулира она можна алтернативна родност која се случува кај некои овошни видови. Вика професоре, првите години така одеше цветење, обилно, врзан малку и после почна преку една година вика да ми цвета дрвото. Значи, тоа е губење на оној нормален хармоничен однос и тука се случува она што се случува. А тоа е дека една година бујноста си го прави своето, нема време за диференцијација на папките за наредната година и наредна година немаме цвет за тоа што папките не се диференцирани. И тука производителот губи, вика, почнаа дрвата преку година да ми раѓат. Тука регалисот го дава оној суштински дел на нормална контрола на гиберелините и секоја година оптимално оптеретување со род и со тоа што треба да го добиеме. Плодовите со конзистенцијата на месото и со бојата, оние бојани пигменти, зависно од сортата, дали е тоа златен делишес, каде што ќе имаш кристално жолто-зелена боја, или ќе биде било кој Јонатанот или онај црвениот делишес. Самите бои, бидејќи тука се посреди регулирање на гиберелините, кои се исто така одговорни за тоа, тука имаме квалитетен, сочен и со добар органолептички изглед плодови. Тука го гледате и сами. Еве, овој плод, секој, јас сум сигурен во едно, секој овоштар би сакал такви плодови да има во своите амбалажи кога го бери плодот. Или овие тука. Тоа е делото точно на регалисот, како еден контролор на гиберелините и тука со таа синтеза што ја успорува, тој постигнува еден уедначен пораст и дрвото си има еден целосен органолептички преглед што може да го видите од оваа слика. Што е за нас од оној заштитарски аспект сега на крај да ви кажам? Со примената на регалисот ние имаме зголемување регулацијата, бидејќи она дива брза потреба на млади листови, ветки, овие, кажи ги, буен пораст, секогаш е лесен плен од една страна од генетски аспект, губење на имунитетот на растението, од друга страна имаме можност за инфективни процеси од некои бактерии, од некои болести, гадни оболувања и штетните инсекти одаат секогаш таму кај што е бујно, кај што е сочно и тука тие се примамливи. А при користењето на регалисот имаш оптимална и аерација, оптимално плодување, оптимален пораст и сето тоа делува на позитивно на тие гадни заболувања, како што може да дојде чарливата краставост, пепелницата, пламеницата, вентури, сите тие болести кои може да дојдат при користењето на регалисот, тука имаме еден чин на квалитетна аерација и нормално компатибилна комбинација која заштити растенијето од тие чинители. Што е исто важно? Лисијата над самото дрво, каде што е регалисот применет, имаат еден компактен изглед, имаат една фантастична органолептичка форма, боја и така натаму, и право зрачење позитивно, кое нешто секогаш како такви не се привлече
вечни за тие штетни инсекти, дали е тоа карпокапсата, дали е тоа минерот, дали е тоа оние пајакот и така натаму. Значи, тука има исто еден чин од заштитарски аспект кој заслужува внимание. Значи, важно е да знаеме дека по големината на плодот од било која култура, да не биде поголема од орев, до тогаш регалисот може да биде аплициран квалитетно, со добар зафат во попладневните часови и тука имаме фантастични резултати. После тоа не би требало, не е пожелно да се врши апликација. Значи, тие два третмана во првите две фенофази што рековме, при порастот и цветењето, после цветењето, тука регалисот се ја постигнува во својот физиолошки комплекс, влегува и се ја постигнува својата цел до крајот на вегетацијата веќе за регалисот, чим е поголем плодот од орев, нема потреба од било какви употреби. И неговата одлика дека е компатибилен. Бидејќи кај нас морам да кажам дека јаболката се прска малку повеќе од колку што треба, токму ради тие болести кои ги има, но наша препорака е регалисот да се применува стручно, о фенофазите во кои рековме, консултација со стручно лице, па со таа консултација да биде и она нормална заштита на јаболката, не 15 или 17 пати, него со стручен пристап да се оди кон редукција, бидејќи и пепелницата, и кладоспориумот, и пепелницата, вентуријата, гимноспорангиумот кај крушата, сите тие, или карпокапсата кај јаболкото, или псилата кај крушата, или пајакот, минерот и така натаму, сите тие веќе се под контрола на современата фитофармација. Само стручниот пристап може да даде резултати од кои секој земјоделски производител ќе биде задоволен. А тој задоволството ќе го има секогаш кога се консултира со стручно лице, а тука резултатите секако нема да изостанат. Тука сме веќе пред крај на емисијата, професоре, за крај порака до земјоделските производители. Овој прилог, малку проширен во лабораториски услови, мислам дека гледачите кои го гледа и кои внимателно го следеа, за тој како регулатор на порастот, тој ќе биде препарат на еднината. Зошто? Затоа што гиберелинската киселина, која е основата во растителниот сок, заедно со останатите органели, вклучувајќи го имунолошкиот систем на растението. Овој препарат со стручна и квалитетна и навремена примена ќе даде фантастични резултати. А тоа нешто наскоро ќе го видиме и на самиот терен. Благодарам, професор. Благодарам. Почитувани гледачи, ви благодарам за одвоеното време и внимание. Ова беше уште едно издание на Агроспектар. Имајте секое добро.